Заклучено со минатиот викенд, а календарски до 31 јануари заврши ловната сезона за отстрел на полезен и планински дивеч во Кочанско и пошироко. Последниот ловен ден најмногу број ловци излегува да ловат дива свиња, иако по некој истрел од ловечка пушка можеше да се слушне и во полските терени. Ловците изминатата сезона ја оценуваат како една од поуспешните со оглед на бројноста на дивечот пред се планинскиот. Во полињата состојбата сосема поинаква, бидејќи полскиот зајак и еребицата се речиси пред истребување, што неофицијално се должи и на појава на некаква болест. А бидејќи фазан воопшто не е пуштено на полските терени, може да се констатира сиромашна ловна сезона. Според информациите од Провиштип, тамошниот концесионер организирал завршен ловен ден вчера на празникот Свети Атанаси, и тоа за отстрел на дива свиња во ридско-планинските райони на Осоговието. Ако ловците кои се определени за лов во повисоките ловишта веќе можат да ги конзервираат пушките и да ги одложат до новата сезона, тие што ловат чатки и друг прелетен дивеч и февруари ќе го имаат на располагање да се побараат среќата во метеризите и по реките. Меѓутоа, сушната зима без снег не ги донесе јатата шатки во Кочанската котлина, што им го скрати задоволството на популарните шаткари. Инаку, во преостанатите зимски месеци се очекува ловните здруженија и концесионерите да организираат хајки за отстрел на штетен дивеч пред се волк.